предлегуваме денес е малку по-специфична од статутарната. Значи, точката на дневен ред е утврдена и Советот расправаше по неја. Значи, има две опции според статутот на општина. Оваа точка да остане како дел од незавршена седница, кога што ни пореди оваа, па да продолжи со нови моменти по тогаш кога ќе се закажи наредната седница, или денес да има нови предлози, па да се гласа по предлозите. Вкупно, беа 2, 3, 4, 5 или 6. Како тоа формално правен аспект ќе се оправда, бидејќи станува спор за тендер, кој што е еднаш завршен, па се имаме нови моменти и така натаму. Значи, мојата сугестија е најдобронамерна, да не влегуваме во лавиринтот на состојби кои што формално правно покасно ќе имаат реперкусии врз законски услуги. Затоа барам добро овој момент да се разгледа, да се направи една пауза, за да не се направи и понатаму некоја формално правна решка. Ние, значи, како советници и двамата да водиме дискусија, доколку заклучиме дека по одредена точка има сомнеш да се врати да се доработи на комисија, можеме складно това да направим. Значи, ќе носиме заклучок и гласаме по заклучокот дека точката да се врати на повторно разгледување на комисија. Да. Против да гласаме сите. Избирувам уште малку да... Опција да гласаме против. Значи, слободно може да се врати на доразгледување на комисија. Се извинувам, председателка. Значи, има по-рационално решение. Гласаме по точка и да не изгласаме. Што ќе ни отвори простор и временски, и функционален, покасно и формално правен, ако сега. Покасно да си дојде таа работа со зрејано, за да можеме истински да Основа вече опциите можат да апсолутно дека е можно и да не ја изгласаме одлуката, меѓутоа слободно можеме да вратиме на без никаков статутарно кршење, логично да ја вратиме точката на комисија, па комисија да повторно заседава, да разгледа и други документи или да повторно се произнеси по барање на предлагачот, никакво статутарно кршење. Дали друг вариант? Читувана председателка, минатата седница ние бевме сведоци на нешто што година ќе огледаме многу често во Талевски и ДФМН. Минатата седница градоначалникот Талевски беше оставен сам на себе од своите колеги да ги брани своите лични сделки, правени во 4 очи. Тој покушаваше цела седмица, цели 3 часа да не убеди нас, соратниците од опозицијата, дека е добро да гласаме за тој предлог и да го поддржиме купувачот во Грција. И не други работи не убедуваше и не лезеше за јазик. Бидејќи сега имаме нов момент, сакам да прашам за началникот. Дали ќе бидете конструктивни и овој пат ќе земите наши членови во управењето и нашите забелешки ќе бидат прифатени во сите одлуки и серирањето на тие договори, како што рековме претходната седница. Дали тоа ќе биде испочитувано од ваша страна, бидејќи прошлиот пат кажавте дека ние не сме дали конструктивни предлози на комисија и други работи. Еве, сега имаме нов момент. На почеток сме на креирање на една нова одлука. Дали нас, како што не фалевте прошлата седница и нашите колеги кои ги фалевте, дека има добри конструктивни предлози, ќе ги повикате и ќе ги цените нивните мислења по креирањето на новите договори